Добро вечер, кичевчани, шарени револуционерки и револуционери, мои другари и другарки соборци, почитувани граѓани. Јас сум Трајче Нешковски, секретар на Социјалдемократската младина на Македонија. На почеток сакам со силен аплауз да ги охрабриме сите наши соборци кои се повикувани на информативни разговори и кои трпат притисок од овој режим. Нема да не заплашат. Колку повеќе не заплашуваат, толку стануваме похрабри. Измина 2 месеци од кога протестираме по сите улици низ цела Македонија. Режимот сакаше да не фати на кондиција, но ние стануваме све похрабри, се помасовни, се поистрпливи. Во понеделникот над 30.000 граѓани слободоумни му кажаа не на овој режим, му кажаа доста на Никола Груевски. Со нашата храброст, со нашата масовност, со нашата упорност успеавме да ги реализираме нашите барања. Целосно е повлечена аболицијата од фикусот Иванов. Криминалците ќе одговараат. Исто така, успеавме да ги одложиме криминалните избори. Прво на 24 април, после бетонот избори на 5 јуни. На наредните избори, на наредните фери демократски избори, ќе победиме. Македонија ќе победи. Секој ден гледаме како продолжува да пука бетонот на власта. Како кула од карти се руши системот на контрола и страх. Падна притвор за градоначалникот на Битола и криминалец Владимир Талевски. Оставка поднеси министерот за финансии и еден од најблиските луѓе на Никола Груевски, Зоран Ставрески. Сите го напуштаат бродот што тоне, наречен Вомар од ДПМН. Никола, готово е! Во неделата го видоме правото лице на овој режим, на лицето на Никола Груевски, како со недемократски карактер ја водат власта. Од едната страна на реката Вардар правија журка, од другата страна апсеа невини луѓе. Од едната страна криминалци кои славеа со наши пари, од друга страна граѓани кои бараат подобар живот, правда, кои бараат слобода. И има разлика. Никола, повеќе никој не ти се плаши. Задоволство ми е што во секој град ние младите сме во првите борбени редови на шарената револуција. Средношколци, студенти, дипломирани млади, магистри, сите со една цел да ја градиме нашата иднина тука, нашите деца да растат и да се образуваат во Република Македонија. Почитувани другари, почитувани граѓани, немој никогаш да се запрашате дали сте на правата страна или не. Нас не води личен интерес. Ние се водиме од идеја за слобода, идеја за демократија. Се наоѓаме пред историска шанса. Бетонот на власта е распукан, крајот на режимот се гледа. Мора да продолжиме сите заедно, уште посилно, уште похрабро, за слободно Кичево, за слободна Македонија.